се забележува на многу места, на многу избирачки места се забележува дека има разлика меѓу избирачкиот список за председателски и избирачкиот список за парламентарните избори. Односно, има граѓани кои се наоѓаат на едниот, но ги нема на другиот и се упатуваат на друго избирачко место да го остварат своето гласачко право во другите избори, во едните или во другите избори, со тоа што тие веќе кога влегле да гласаат на едното место, веќе се означени и не можат да гласаат. Тоа е попречување на гласачкото право и тоа се забележува на повеќе избирачки места во низ цела Македонија. Допрва нашите колешки и колеги ќе ги избројат тие случаи. Исто така, што се однесува до законското, односно незаконското однесување на избирачките одбори, има повеќе случаи, повеќе различни начини на неисполнување на обврските, непрофесионално однесување на представниците на избирачкиот одбор. Она што го кажа колешката Мери, согласното читање, тоа го забележуваме и на повеќе избирачки места од тоа што е забележано во претходното презентирање. Маркерот го елабориравме повеќе пати на минатиот избирачки круг. Меѓутоа, Државната изборна комисија излезе со став дека таков проблем не постои, но еве гледаме уште од рано изутрина тоа го забележуваме исто така на многу места, затоа подоцна ќе ја замолиме нашата колешка Уранија Пировска евентуално да излезе со своето окување за оваа појава уште еднаш. Граѓанин кој сакал да гласа не можел затоа што веќе имало некој на негово место подпишан. Тоа го забележавме и во првиот круг, го забележуваме и во вториот круг. Се забележува исто така еден случај кој е фрапантен. Еден човек гласал дури за 30 луѓе, односно гласачи кои себе се представиле како неписмени. Групи на партиски активисти групирани пред гласачките места агитираат и вршат различни видови притисоци на неколку места. Еве како што гледате и се забележува и посериозно прекршување на изборниот законник, односно обиди за корупција и така натаму. Се делат пари на многу места, се разнесуваат гласачи за кои не сме сигурни дека баш многу по своја волја се качуваат во комбињата за да одат на гласачките места. Екипата на Цивил беше блокирана од страна на партиски активисти и некое време не можеле ни да се оддалечат од местото каде што сакале да ја завршат својата работа како набљудувачи, и исто така забележуваме уште два случаи на попречување на работата на нашите набљудувачи. Се надеваме дека ова ќе дојде некако до Државната изборна комисија и да додадат уште една точка на своето соопштение до избирачките одбори, која ќе се однесува и на работата на избирачките одбори, односно нивното почитување на нашата работа, односно на работата на сите набљудувачи во овој процес. Јас би сакал да завршам со вчерашниот ден. Вчерашниот ден дојдоа повеќе поплаки, повеќе информации за тоа дека затворениците, затворската популација, еден сериозен дел, односно сериозна бројка на луѓе во затворската популација не им било возможено гласачкото право, односно не се нашле себе си на избирачкиот список. Меѓутоа имаше и многу други неправилности за кои веќе колешката Мери вчера напише еден текст кој го поканувам да го преземете. Меѓутоа би сакал само уште да додадам уште една информација. Односно се однесува на општина Гази Баба во село Црешево, на избирачкото место 2548. Наш набљудувач забележал гласање надвор од избирачкото место, односно за окружување на гласачки ливчиња и на избирачкиот список надвор од гласачкото место покрај комбе
од која е излегол возачот, всушност ги заокружил листиве и потоа ги вратил назад натре во избирачкото место. Мислам дека ова е фрапантно прекршување на изборниот закон и навистина многу чудно однесување, да се изразам најблаго, во тек на изборен процес.